Здраво на сите, тука е Данови, добредојавте во деветото видео, деветиот Devotional, каде што идеме заедно по едно од записите, едно од биографиите за Исус Христос, односно биографијата напишана според апостол Јован. И денеска сум со маска на лицето за да се вклучам во зголемувањето на свесноста на опасноста од коронавирусот. Користете маски, користете антибактериски гелови за хигиена на раце, мите ги рацете почесто, направете на социјална изолација одреден период, седете дома, има многу убави работи што може да се прават по дома, почитувајте ги мерките од Министерството за здравство и ја верам дека тие се корисни и се за наше добро, но не забегувајте во екстреми да имате параноја, анксиозност, страф од тоа дека и да се укочите во едно ќоше, психичко ќоше каде што ќе ви биде страв да мрднете заради тоа, но едноставно имајте баланс со здрав разум, проценете што е најдобро. И јас денеска сакам да се концентрираме на 9 стихови кои што сметам дека имаат убава паралела на моменталните случувања со коронавирусот, бидејќи тука гледаме како Исус исцелува човек кој што чека 38 години исцелување. Зашто го велам тоа? Верувам дека моментално светот е во едно исчекување на едно исцелување. Сите ние моментално, целата планета, и јас и ти вклучени сме во тоа исчекување на лек за коронавирусот. Сите сме вклучени во едно исчекување на едно исцеление, кој што верувам дека ако се појави ќе биде сензационално и ќе биде проследено на сите медиуми. И јас верувам дека тоа ќе дојде бидејќи нашиот Бог е добар и нема да не остави туку така. Ја верувам дека Господ ќе интервенира во дадено време, во дадена точка. И ќе се фрлиме во 5 глава од 1 до 9 стих. Но пред да продолжам, само да ве замолам да го споделите ова видео, бидејќи овдека ќе биде споделена пораката на Евангелието и заедно да се вклучиме во тоа ширење на Евангелието, ширење на таа прекрасна порака на Исус Христос, и особено бидејќи овие недели нема да има собири во црквите, овие видеа ќе бидат и онлайн богослужбите кои што црквите ги прават, и ги поздравувам за тоа, ќе бидат начинот на кој што ние ќе ја зимаме заеднички таа духовна храна, бидејќи се забранети масовни собери. Затоа кликнете share, споделете го ова видео, лајкнете го да знам дека сте тука, и доколку некој има прашање што значи devotional, бидејќи го чув тоа прашање во последниот период, тоа е одредено време го земаме и го посветуваме во овој контекст, го посветуваме на проучување на стихови од Библијата, односно на неколку пасоси. Така да останете во овие минути со мене, верувам дека Господ има прекрасна порака, и пред да продолжам ќе се помолам за вас. Господи Исусе Христе, ти благодарам за овој прекрасен ден, ти благодарам за секој ден кој што се вклучува на ова видео, не си ги донал тука случајно, Господи, задржи ги до крајот и отвори го нивното срце да прима таа порака која што ти денеска сакаш да споделиш преку мене. Те молам, ти благослови ги, вчувај ги. Господи, дај му утеха во ова време на пандемија, во ова време на параноја кој што се случува. Господи, дај мудрост повеќе време да пројдат гледајќи во Твоето слово, во Твојот збор, отколку во вестите надвор. И Господи, заштитувај на од тој вирус, заштитувај на од коронавирусот, заштитувај на и од стравот кој што доаѓа од целата таа публикација на вирусот. И Господи, те молам, ти биди со нас во наредната недела низ овие предизвици, и верам дека овој период ќе следат уште поголеми предизвици, но верам дека Твојата заштита и Твоето присуство ќе биде уште поголемо во наредниот период. И се молам, Господи, да лекот за коронавирусот дојде што побрзо, и ова го молам во името на Исус Христос. Амин. Како што кажав, ќе читаме од Јован, 5 глава, од 1 до 9 стих. Вели вака: а потоа беше еден празник јудејски и се искачи Исус во Ерусалим. А во Ерусалим, кај овчата порта има бања, по еврејски наречена Витезда, со 5 ремови. Во нив лежаа мнозина болни, слепи, куци, искушени, кои очекуваа да се раздвижи водата. Зашто од време на време во бањата слегуваше ангел Господов и ја раздвижуваше водата. И кој прв ќе влезеше во придвижувањето на водата, оздравуваше. Од каква било болест да боледуваше. Таму имаше еден човек кој боледуваше 38 години. Кога Исус го вида како лежи, знаејќи дека многу боледува, му рече: сакаш ли да оздравиш? Болниот му одговори: Господи, немам човек што ќе ме спушти во бањата кога ќе се раздвижи водата, додека јас да дојдам, друг слегува пред мене. И Исус му рече на тоа: стани, земи ја постелката своја и оди си. И веднаш оздраве човекот, ја зеде постелката своја и одеше. Тука можеме да видиме кратки 9 стихови за разлика од претходните видеа кои што сме читали повеќе од 40.
Гледаме дека човекот чека 38 години. Интересниот момент е тоа што Исус знаејќи дека многу години боледува, го прашува дали сака да оздраве. Не го исцелува директно. Не го исцелува без да знае за тоа, без да го праша за тоа, без да има комуникација, без да има еден личен пристап до него. Исус верувам дека сака да ни исцели од што и да носиме внатре во нас. Верувам дека сака да ни исцели од коронавирусот глобално, верувам дека сака да ни исцели индивидуално кој со каква болест, ментална или физичка се соочува. Но тоа што треба да го направиме, Исус не прашува. Во овие стихови не прашува дали сакаме да оздравиме. Јас сум лично сведок и имам сведоштво за физичко исцеление, каде што во две ситуации јас сум искусил дека во името на Исус има исцеление физички. И многу често кога сум соочен со стрес, со анксиозност, со панични напади, дека Исус Христос е тука и дека тие исчезнуваат во неговото присуство. Немаат моќ да издржат таа негова светост. Затоа кога ќе повикаме на неговото име, има моќ, има светост. И гледаме дека болниот му одговара: немам човек што ќе ме спушти во бањата кога ќе се развежи водата. И Исус од сочувство има сочувство во тоа присуство негово. И му вели: стани, земи апостелката своја и оди си. И тука во овие стихови гледаме дека, како што зборав и во претходните видеа, дека Исус има моќ над времето, над просторот, има моќ над болестите. Треба само да повикаме на неговото име. Зошто не можеме сами да се целиме? Зошто постат болести на овој свет? Постат заради гревот. Постат заради тоа што гревот преку еден човек влезе на овој свет. Преку Адам влезе уште на почетокот на светот. Од тогаш по наследство ние го имаме гревот во нас. И од тогаш па наваму ние не сме совршени луѓе, ние не можеме да влеземе во Царството Небесно без да имаме таа Божја светост. А таа светост можеме да ја добиеме само преку крстот на Исус Христос. Ние треба да го прифатиме воскресението. Таму доаѓа лекот за се. Дури да не бидеме исцелени од физичка болест, имаме надеж дека и да заврши овој живот овдека на земјата, ние одиме на едно подобро место. Таа надеж не може никој да ни одземе. Таа надеж не може ни една диагноза да ни одземе. Ни една пандемија, ни една епидемија, ни една паника и параноја не може да ни одземе надежта која што доаѓа со спасението на Господ Исус Христос. Спасението на нашите души, таа надеж за вечен живот. Таа надеж можеме да имаме само во неговото присуство, доколку неговото свето присуство не облие. И тогаш ние можеме да бидеме сигурни дека ништо на овој свет нема моќ врз нас. Како што вели апостол Павле во едно од посланијата, вика да заминам од овој свет за мене е придобивка. И тоа е тоа кое што ние го добиваме, таа е таа надеж, бидејќи ниедна сила на оваа земја нема да има моќ врз нас. Затоа да не губиме надеж во ова време на пандемија, во ова време на параноја, туку да се свртиме кон Библијата, да се свртиме кон Исус Христос, да ги љубиме ближните и едноставно да бидеме смирени, да се запознаеме повеќе со неговиот збор. Сега кога веќе сте дома, кога веќе имаме home time, отворете Библијата која што седи на вашата полица во прашина или во некој од вашите комоди. Извадете ја, исчистете од прашина и прочитајте. Еве, читате го заедно со мене Евангелието по апостол Јован. И ќе се уверите дека во него вистински има исцеление. И се надевам дека наредни денови ќе ви бидат прекрасни и предизвиците лесно ќе ги поминувате и нека ова видео, оваа порака биде за ваш благослов и се гледаме во наредни денови со ново видео од остатокот од 5-та глава. Чао!